Шарената револуција очигледно е дека не ги исполни своите цели. Воопшто или многу малку се казнија тие кои недомаќински работеа, а таа пракса на работа гледаме дека продолжи после револуцијата. Ова е ставот на еден од предводниците на шарената револуција, адвокатот Жарко Стевановски од Прилеп, кој што денеска се одзва на повикот на општина Прилеп, секој оној кој сака да дојде и да се започне со чистење на фасадата на локалната самоуправа, обоена токму за време на шарената револуција. Не, апсолутно не ја постигна целта револуцијата. Тоа се покаже и од претходната локална власт. Чисто се сомневам дека и сите наредни власти ќе покажат доблест да казнуваат кога треба, да санкционираат, да се научат на домаќинско работење, така да упатувам апел до граѓаните, уште еднаш, дека храброст треба и за да се извалка и за да се чисти. Така да секогаш кога ќе има потреба да се крени некоја нова револуција како револт против некои лоши политики, тоа да го стори без двоумење. Стевановски вели дека оваа негова активност воопшто не била премина од една политичка страна кон друга, туку граѓанска должност. Никој освен него што учествуваше во таа револуција, денеска не дојде да чисти. Кога повторно би имало потреба за револуција, сепак прв би застанал на чело. Ваквите активности се ценат низ призмата на политиката и политичката припадност, па така и оваа моја активност денес сам. Може некој да ја протолкува како премин од една кон друга политичка структура, но мислам дека ова чисто граѓанска иницијатива и како некој кој учествувал во нештото се наоѓам најповикан да одговорам на задачата. Од општина Прилеп пак велат дека ќе се обидат целосно да исчистат зградата, но дел од бојата поради долгиот временски период тешко дека ќе се отстрани. Велат дека чистењето чинело символични средства. Целта на градоначалникот е да ги одржува, да ги зачува објектите кои што се под негова ингеренција. Значи, валкањето, уништувањето и обезличувањето не е алатка со која што треба да се постигне некоја политичка цел. Па сигурно ние немаме направено проценка, али со оглед на тоа што со ние ниту еден потрошен денар се потрудивме да организираме ваква голема акција, се со цел да покажеме дека некои работи можеме да ги организираме чисто наша доброволна иницијатива. Сметам дека овие средства кои што се потрошени сега за чистење на зградата се символични, затоа што работната сила е бесплатна, односно доброволно или со граѓанска акција ќе се исчисти. Овие средства кои што ги користиме се користат во секое домаќинство, ги има набавено службата за хигиена, за одржување во општината и мислам дека тоа е незначителни средства, минимални, кои што се трошат секојдневно, односно се во рамките на буџетот на едно семејство. Се планира вакви акции да се организираат уште неколку викенди поред, за да комплетно се исчисти овој објект.